Проектот Мејленд, односно воведување на Националната програма за консолидација на земјоделско земјиште, финансиран од Европската Унија, спроведуван од ФАО, Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Придобивките од проектот се да се воведе во државата консолидацијата на земјиште, односно окрупнување на веќе раситнетите парцели кои што се утврдени како проблем во земјоделското производство. Самиот проект подразбира воведување на консолидација во 8 региони, кои што ќе бидат проследени со инвестиции во инфраструктурата, поточно во канали за одводнување и пристапни патишта. Едни од регионите кои што ги работиме активно се во Кочанскиот дел, односно во општината Чешиново, Облешево, Соколарци и Спанчево, каде што покрај окрупнувањето, односно консолидација на земјиштето, се предвидени и инвестиции во инфраструктурата, поточно во пристапните патишта и во каналите за одводнување. Веќе минатата недела, на 6 декември, со задоволство можам да објавам дека собранието на учесници беше успешно и достигнавме цензусот со 50% согласност на собствениците, што практично значи дека повеќе од 300 собственици со согласност на повеќе од 300 собственици можеме да продолжиме со понатамошните активности. Веќе во овој период интензивно ќе работиме и во подрачјето Соколарци, каде што очекуваме на 20 декември повторно успешно да го повториме собранието и да продолжиме со останатите активности кои што се предвидени со цел да стигнеме до заедничката цел окрупнување на парцелите и подобрување на инфраструктурата. Проектот Мејленд се имплементира во 8 консолидациони подрачја. Во Битолскиот регион се имплементира во Трн, Логоварди и Оптичари, кои што во моментов се во фаза на подготовка на планот за распределба, додека пак во Егри планот за распределба е во фаза на регистрација и подготовка на финалниот дизајн за изградба на инфраструктурата. Дополнително од неодамна се започнати подрачјата Дабјани во општина Долнини и Кожле во општина Петровец, а минатата година успешно беше спроведена и завршена консолидацијата во подрачјето Конча. Како резултат на тоа, активностите продолжуваат и во Кочанскиот дел во Соколарци и Спанчево. Со една посебна напомена дека консолидацијата претпоставува бара партиципативно учество од сите собственици, каде што секој собственик и секој интерес е значаен и се зема во предвид во изработка на планот. Е една од ретките активности кои што навистина може само да успее само со заедничко и активно учество од сите собственици. Телата за консолидација во село Спанчево на 6 декември, за кој што изразувам посебна благодарност за имателите на земјоделски површини во Спанчево. Се наоѓаме пред Соколарци, која е наша идна цел за остварување на проектот за консолидација на кочанското производно подрачје. Морам при тоа малку и да се навратам на околностите за воведување на системот за консолидација на кочанското производно подрачје, бидејќи самиот проект консолидација значи приоритување на земјоделско земјиште во овие атари каде што е избрано консолидационото поле и односно Мејленд проектот кој што Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство се застана со своја национална стратегија, финансиране од страна на Европската унија со средства од предпристапната помош на Европската унија и со поддршка на ФАО. ФАО е организација, односно Секретаријат за земјоделство и храна при Обединетите нации. Тоа е голема поддршка за нашето производно подрачје за остварување на проблемите со кои што се соочува кочанското земјоделско производство. Главна цел
на консолидацијата е решавање, односно преуредување на земјоделско земјиште. Удираме на големата расцепканост и застарената, односно неупотреблива инфраструктура земјоделска, која што не лежи неупотреблива на земјоделскиот терен. Покрај тоа и во земјишните книги големо средување на имотната состојба кај земјоделските производители. Тој го решава мејлниот проектот директно влијаеме на големата расцепканост од која што се мачи нашето земјоделско производство. Секој земјоделец кој што ќе биде влезен по проектот добива помал број на парцели, оптимален број, една или повеќе, зависи од нивелацијата и начинот кој што ќе кажат стручните лица при консолидирањето на тие земјишни парцели. Општо добиваме помал број на парцели, се решава нова патна мрежа, нова канална водоснабдителна мрежа, мелиорирање, планирање на земјоделските површини и можна комунално поврзување со планираната или спроведената комунална инфраструктура на населените места. Тоа значи голем благодет за земјоделското производство и напуштање на традиционалните начини, односно сега секој ќе може да воведе и свој план, односно плодосмена, плодоред на консолидираните површини. Во крајна мера, секоја консолидирана парцела добива поголема пазарна вредност од останатите во околината, кои што ќе останат со таа вредност. Односно, ќе имаме веќе своја архива, ќе има проценители кои што тоа ќе го проценат и секој ќе знае колкава ќе му биде цената на пазара на неговото земјоделско земјиште. Ги повикувам жителите на село Соколарци на 20 декември со својот подпис да дадат една потврда на Комисијата за консолидација, односно да со тоа проектот влегува во втората фаза на реализација на националната програма за нашето производно подршје, Кочанското производно подршје, кое што изразувам поголемо задоволство, бидејќи сме сватени како посебно производно подршје за разлика од другите во Република Македонија со своји специфики. При тоа, со влегувањето во втората фаза, ќе се даде легитимитет на Комисијата за консолидација да се формираат понатамошните тела за консолидација, а тоа се Советот за консолидација, во кој директно ќе учествуваат самите производители и главна задача на тој Совет за консолидација ќе биде гаранција на правата на сите земјоделски производители да се извршува транспарентно и правично до конечна реализација на консолидацијата до крај. И формирање на Комисијата за консолидација, која што ќе биде составена од стручни лица од областа на земјишната политика, кои што ќе бидат вични тоа да го изведат на нашето производно подршје. За таа цел ги повикувам имателите на земјоделско земјиште од Соколарци, бидејќи не можеме да го решаваме проблемот на нашето консолидационо поле само со Спанчево, бидејќи значаен фактор се веќе површините и бројот на жителите од село Соколарци кои што влегуваат во консолидационото поле со своите 500 иматели на земјоделско земјиште и околу 1558 земјишни катастарски парцели кои што влегуваат во процесот на консолидација се значаен фактор за конечно остварување на консолидацијата на нашиот терен. Знаете, поради пандемијата со вирусот, собранието ќе биде во облик како своевиден гласачки ден од 8 савајле до 8 вечер, така да без никакви групирања слободно да земат учество што помасовно, бидејќи, како што и претходно кажаа представниците на Министерството за земјоделие и на ФАО, консолидацијата, освен оние основни придобивки, има освен тие основни придобивки кои ги они напомена, ја би ја истакнал како главна придобивка, освен окрупнувањето на парцелите,
каде сега во тоа подрачје се со големина од 0,1 до 0,3 хектари, ќе се со самото групирање проектирано е да бидат околу 1 хектар, а дополнително на тоа ја како главно нешто би го истакнал инвестициите во руралната инфраструктура, во патиштата и во каналите, бидејќи сега во самото поле наидуваме на вистина инфраструктура која е на едно, да речам така, лошо ниво, патишта нефункционални, канали нефункционални и така натаму. Значи, целиот овој процес на консолидацијата е апсолутно бесплатен за сите сопственици, значи нема никакви скриени трошоци. Единствена обврска на сопствениците е да масовно соработуваат со сопствениците. Една почетна основа од таа соработка се точно ова собрание, каде што ги и претходно повикавме сопствениците да дојдат и да учествуваат што помасовно. Ова прво собрание е практично, ја би го рекол, преминување на едно скалило од тој административен дел кој што е зацртан според законот во овој процес на консолидација, и доколку тоа го поминеме, ние настапуваме веќе во суштината, затоа и ги повикуваме сопствениците без никаков страв да дојдат што помасовно и да учествуваат на тоа собрание, бидејќи на тој начин ќе влеземе во суштината на самиот проект. Суштината почнува со проценка на приносната вредност на секоја парцела. Врз основа на таа приносна вредност ние велиме секој сопственик влага со свој капитал, а паралелно на тоа доаѓаат и темелните геодетски снимања на целото подрачје и интервјуирањето на секој еден сопственик. Значи тука се побива она што дел од сопствениците го имаат, го искажуваат со нас во самите контактирања. Се плашам од консолидацијата, бидејќи ќе ми биде земена земјата, значи тука тој страв треба да го побиеме од старт, бидејќи нема зимање насилно, тоа не ни може со овој процес да биде насилно, бидејќи тоа е сопственоста е уставно загарантирано право, значи не може да има насилно зимање или давање на парцела или па размена. Значи затоа практично преку сите овие проценката, геодетските снимања, интервјуирањата, практично се почитува желбата на секој еден сопственик. Околу принципите би сакали тоа да го напоменам, ние тоа секојдневно во контактот со луѓето го кажуваме, значи принципот на прераспределба на новите парцели е да еден сопственик каде не може да бара укрупнување каде што нема земја. Значи ако пример самиот сопственик има парцели во два дела од подрачјето, укрупнувањето мора да биде во тие два дела, не може да биде во трет дел. Единствен исклучок од ова би биле сопствениците со по една парцела кои што учествуваат во процесот на консолидација, кои би имале право да бираат дали ќе останат на исто место или дали евентуално ќе сакаат да бидат преместени. Сето ова, сите овие принципи, значи ќе бидат едноставно запазени и желбите, но и можностите за прераспределбата на секој сопственик во ова окрупнување.